Македонците во Бугарија колатерална штета на добрососедскиот договор и протоколите кои се производ од истиот. Тие постојат и гласно се борат за своите права, но македонските власти се откажаа од нив по договорите постигнати меѓу Заев и Борисов и Ковачевски и Петков. Јасно е напишано и во договорот од 2017, а и во протоколот од 17 јули 2022 дека немаме право на заштита на правата на македонците од Бугарија. Владата на Македонија во согласност со член 11 алинеја 5 од договорот од 2017 потврдува дека ништо во нејзиниот устав не треба да се толкува дека представува или некогаш ќе представува основа за мешање во внатрешните работи на Република Бугарија со цел заштита на статусот и правата на лица кои не се граѓани на Македонија. Според првиот човек на Сдруженијето на македонците во Бугарија, Омо Илинден Пирин Стојко Стојков, односот на македонските власти кон македонците од другата страна на источната граница е во најмала рака срамен. Вели никогаш немале поддршка од државава, а капак на откажување од нив биле подписите на договорите со Бугарија од страна на Љупчо Георгиевски и Зоран Заев. За нас македонците во Бугарија воопшто односите со државата Македонија отприлика се сведуваат на тоа дека ние сме предавани, продавани и заборавани. Срамота е што ние од тука ја штитиме слабо малцинство, ја штитиме Македонија, кога таа не само што нас не штити, туку и себе си не се штити. Но тоа е тажната реалност во која што ние живееме. Македонија имаше обврска уште од 90-тите години со нејзиниот устав да се грижи за македонските малцинства зад граница, но тоа никогаш не го направи за нас. Македонија треба да се застрами од тоа што го прави со македонците во Бугарија. Македонците од Бугарија не добија поддршка од македонските власти ниту лани кога го отворија македонскиот културен клуб во Бугарија Никола Вапцаров. Ниту еден представник од владата не беше на отворањето на клубот, а министерот за надворешни работи Бујар Османи јасно кажа дека е против неговото основање. Многу ми е полесно јас сега пред вас да кажам мора да се отвори клубот таму. Граѓаните мора да ги почитуваат сите права во Бугарија. Сигурно ќе имам одлични текстови во медиумите, но не правам услуга ниту на луѓето таму, ниту на интересите на оваа држава, ниту на меѓусоседските односи. Јас тој пат сум го избрал и сум убеден дека е тоа правиот пат. Од македонските власти не гледаме никаква реакција ниту околу непочитувањето на пресудите од Страсбур од страна на официјална Софија. Кога се во прашање македонците во Бугарија, Европскиот суд за човекови права досега има донесено 16 пресуди, но бугарските власти не спроведуваат ниту една.